Сакам да напоменам до целата македонска јавност. Луѓе, ако сме лица со посебни потреби, но и ние сме дел од ово општество, Дејан Петанчевски боледува од спинална мускулна атрофија, но со неговата надчовечка волја и упорност на родителите. Животот него поминува во количка како повеќето луѓе со оваа диагноза. Дејан, кој има 47 години, вели дека со текот на времето состојбата му се влошува, но успева да остане на нозе. Голем проблем за него е тоа што терапијата која што ја прима, а му помага да ја стави под контрола болеста, го чини многу пари. Лековите не се наоѓаат на позитивната листа. Примања нема, бидејќи не може да ја наследи семејната пензија од неговиот починат татко, затоа што било квалификуван како работоспособен. иако сум работно неспособен, поднесов за пензија, онаа што е викаат семејна пензија, наследна пензија, меѓутоа членовите на комисијата од ИПК донесоа одлука за дека сум работно способен и дека не можам да ја наследам онаа пензија која што татко ми цел живот работел и стварал за да бидам ваков. Освен скапите лекови, Петанчевски сведочи за низа небулозни пречки со кои вели дека дополнително им се отежнува животот на лицата со инвалидитет. Проблемот е тоа што има се уште непристапни места во градот, каде што има препреки, значи скали. Еве, конкретно за мене, поготово од кога ми се деси ова, имам тешкоти и прекачување на скалите. Значи, се осека само после има проблеми во качувањето, користењето на превозот, на јавниот градски превоз. Надлежните пак уверуваат дека се отстранети сите административни бариери за остварување на правата на лицата со попреченост. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и денеска порача дека институциите тоа мора да го почитуваат. Ние како влада навистина имаме цврста заложба дека лицата со попреченост мора да ги остварат своите граѓански права како сите останати граѓани во нашата држава. И токму затоа сите институции треба да го дадат својот максимум во таа имплементација. Вие знаете дека сите оние административни бариери кои што беа во законите за остварување на правата, уште првите 6 месеци ги елиминиравме. Дополнително воспоставуваме услуги на локално ниво за да може овие лица полесно да ги остваруваат правата и да се зголеми квалитетот на живење. Дејан Петанчевски, кој што живее од пензијата на неговата мајка и се уште чека епилог дали судот ќе присуди во негова корис и ќе наследи пензијата на татко му, го мачи и прашањето зошто нема ниту еден дом каде што може да се сместат лицата со посебни потреби после смртта на нивните родители. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека лицата со попреченост може да добијат повеќе услуги, едно од нив и користењето на личен асистент.